Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте на фреквенцијата на К3 телевизија. Во вечерашното издание во Фокус разговараме за актуелната политичка состојба во Република Македонија, она кое што допрва следува, тоа се закажаните предвремени парламентарни избори на 11 декември, со што ќе се соочат граѓаните на Република Македонија во текот на изборната кампања по изборите, каков период ќе има Македонија, но и многу повеќе. На ова одговор ќе ни даде Зоран Ѓорѓевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и кандидат за пратеник во изборна единица 2. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер на вас и на гледачите на К3 телевизија. Господине Ѓорѓевски, веќе подолг временски период Македонија живееше во политичка криза по одредени преговори помеѓу власта и опозицијата. За да се најде конечен датум за да се излезе од оваа политичка криза, сепак тоа се направи со потпишување на Пржинскиот договор и се даде една светлина во надминување на оваа политичка криза. Конечно дојдовме до датум за излегување од кризата, тоа е 11 декември, денот кога граѓаните ќе одлучат кој ќе ја води државата. Вака, граѓаните беа сведоци на една наметната политичка криза која наназад, ја земам не 2,5 години, колку што се завршување на предвремените избори 2014 со невлегување на опозицијата во парламентот, туку оваа криза трае уште претходно со познатиот 24 декември, кога имаше обид за насилно рушење на власт. Значи, во континуитет оваа криза не е ни престанала, наметната е од страна на опозицијата и од други, да кажеме, фактори, дали се странски, дали се внатрешни, меѓутоа спонзорирана и од други фактори, така да ние обстојувавме во овој период од 2,5 години на политичка криза, на атак на институциите на системот, на блокирање на системот, така да решение за завршување на оваа криза беа, пак ќе кажам, наметнатите преговори во Пржино, каде светлост на крајот од тунелот беше организирање на предвремени избори кои требаше да се одржат, да ве потсетам, во април, па потоа требаше ветување беше за јуни, па потоа ни тогаш не се одржа на зборот, за да во септември имаме една офанзива за што побрзо организирање на предвремени избори, каде што сите лидери ги ставија своите подписи и имаме тврди верувања, подкрепени со медијација на меѓународниот фактор за 11 декември, да суверенот на оваа држава, а тоа е народот на Република Македонија, го каже својот последен збор и на кого ќе му ја даде својата доверба во понатамошниот период да ја води Република Македонија. Го споменавте меѓународниот фактор. Неопходно ли беше да се вмешаат тие за да дојдеме до излез од политичка криза? Прво, целата политичка криза беше така наметната да уште во самиот старт, кога почна преговарањата за решавање на оваа криза, од страна на опозицијата, меѓународниот фактор беше фаворизиран за негово присуство во медијација на кризата. Значи, уште од самиот старт. И затоа и сите преговори од стартот што се одвива беа неуспешни. Па видовте дека и со меѓународниот фактор решенијата не одеа толку лесно како што се претпоставуваше дека ќе биде. Така, ВМРО ДПМН како партија постојано, континуирано остварува средби со граѓаните на терен, слуша за нивните потреби, проблеми, слушате одредени коментари, ставови и мислења со што се покажа токму преку проектите кои што беа побарани од населението, се реализирани од ваша страна, дека вашата функција не е само да функционирате во законодавниот дом, односно институцијата за која сте избрани да работите. Па вака, во стратегијата на делување на партијата ВМРО ДПМН, ние имаме чести контакти со граѓаните преку отворените канцеларии на пратеници кога се слободни еднаш неделно или во секој отприлike во својот град кај што доаѓа. Меѓутоа во агендата имавме и посета на пратенички тимови и на најруралните и на најзафрлените места во Република Македонија, се со цел да се чујат граѓаните за нивните потреби, за нивните проблеми, каде што со давање на идеи за решавање на тие нивни проблеми и потреби се гради
правење на програма со која ВМРО ДПМН ќе настапува. Дали тоа ќе биде програма која ќе биде во оквир на локалните избори, пример, кои ги решаваат најчесто проблемите на тие граѓани, или ќе биде во оквир на парламентарните избори, значи ВМРО има еден континуитет на делување на средби со парламентарните представници од ВМРО ДПМН со народот. Можем да кажем дека многу идеи кои се подкрепени од народот се влезени во нашите програми. За жал, морам да кажам дека во периодов што измина, во периодот од 2,5 години, ние немавме прилика, ради целата наметнена ситуација, да многу од тие проблеми кои граѓаните ни ги предочија, кои ние ги преточивме во програмата со која настапивме 2014 година, да ги реализираме. Туку моравме да одиме на нивно одложување за некој подобар период, кога ќе можеме тоа да го испорачаме на граѓаните за добровит на сите тие граѓани. Така, вие како пратени постојано бевте на терен помеѓу граѓаните, токму да слушнете за нивните проблеми кои што секако се нивно секојдневие, можам слободно да кажам, сте заслужни за доста голем број на проекти. Тоа беше дислокација на Центарот за наркозависници, кој што од населбата Гоце Делчев се премести во округот на Општа болница Куманово. Се реши доста значаен проблем за тој дел од населението. Тука беа доста голем број на инфраструктурни проблеми во сите населени места овде во општина Куманово, но што конкретно, кога станува збор за Куманово, добија жителите на оваа општина? Па вака, пошто ја спомнавте Центарот за наркозависници болницата, сакам да подсетам за една работа што се случи во Куманово. Значи, големата хуманитарна помош која се организираше преку мотоклубот Мечки, беше доста помогнена од моја страна со техничкиот административниот дел, околу вадење на дозволи, така да таа помош во вредност од 1 милион евра, каде што опрема од 5 шлепери беше дадена на Кумановската болница. И тука имавме, да кажеме, многу нови работи за кои Кумановската болница немаше пари да може да ги купи, да ги приушти. Значи, имаше нов апарат за анестезиологија, имаше рентгени, ехоапарати, електрични кревети, значи многу работи за кои си најдоа место во нашата болница за отприлike нашите пациенти да имаат некој комодитет од она, да не се подсетуваме на железните кревети што беа некој пат. Сепак тие останаа во минатото. Да, од минатото. Меѓу другите работи кои ги ветувавме на граѓаните беше и дислокацијата на Центарот за наркозависници, кој веќе подолг период беше лоциран на локација помеѓу Основното училиште Кочо Рацин во населба Гоце Делчев и градинката која се наоѓа во населбата Гоце Делчев. Таа локација не одговараше, беше опасност, перманентна опасност за најмладите жители од таа населба и затоа се залагав за дислокација на тој објект и во спрега со Министерството за здравство, управата на болницата, директорот на Општата градска болница, најдовме решение да со ослободување на просториите на амбулантата за диабет, што беше претходно лоцирана во тие простории, со реновирање на тие простории се направи дислокација на ова амбуланта. Меѓу другите работи кои на времето беа ветени кај граѓаните беше мултифункционално игралиште во Основно училиште 11 октомври. Беше видно одбележување и осветлување на влезовите на град Куманово. Се сеќавате во населбата Карпош, нити имаше обележен влез, нити беше осветлен влез и на таа клучка имаме многу немили настани каде што и загина нашиот познат фудбалски репрезентативец и подпредседател на Сдруженијето на Македонската фудбалска федерација. Сега веќе тоа е една уредена раскрсница, тоа клучка, осветлена, обележена, видно обележена, така да онаа перцепција што има граѓаните кои доаѓа од коридор 8 за влез во Куманово, дека доаѓаат во некоја касаба, веќе е сменета. Меѓу другите работи за кои се залагав и имав свое учество, беше изградбата на тениските терени
на локалитет кај спортската сала, каде што ова лето и имавме отворање на тие тениски терени. Од другите работи е најавата за изградба на нов ургентен центар. Веќе тендерската постапка завршува. Овие денови треба да се одреди која фирма ќе го добие тендерот и јас се надевам дека во периодот што следува ќе бидеме сведоци на поставување на камен темелник за ургентен хируршки центар кој е многу нужно потребен за кумановската хирургија и за граѓаните на град Куманово кои фигурираат тука. Меѓутоа не треба да забораваме дека Куманово е регионален центар каде што гравитираат и жителите од Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Старо Нагоричино, општина Липково. Значи има голема потреба од таков центар и привршува тендерот за добивање на нов дигитален мамограф, апарат кој одамна недостасува на Кумановската болница. Така, што конкретно ќе значи вие како лекар, сигурно многу повеќе сте запознаени кога станува збор за теми од здравството, тоа ќе значи подобрување на услугите за пациентите, меѓутоа и подобрување на работата за сите оние лекари кои што функционираат овде во здравствениот систем во Куманово. Пред се, со добивањето на тој ургентен центар, значи имаме повеќе наменски подобрувања. Значи сите учесници кои фигурираат во болницата добиваат на тоа поле. Пред се, значи, добиваат граѓаните на град Куманово. Затоа што со постоење на ваков центар, каде што целата диагностика потребна за најитните случаи ќе биде сместена на едно место. Така, значи, нема да постојано да се талка. Постои губење на време, така, кое некој пат за одредени повредени и болни е клучниот момент во нивното преживување. Значи, тој фактор време со отворање на овој ургентен хируршки центар се добива. Втора работа добива персоналот, кој досега беше расфрлан во хронични амбуланти, во итни амбуланти, сега сите ќе бидат лоцирани на едно место и сите оние придружни служби кои за најитните случаи има потреба да бидат тука, тоа е анестезиолошкиот тим за реанимација, значи ќе бидат присутни во овој објект. Така да, како што кажаме, пред се добиваат граѓаните на град Куманово и град Куманово, за понатака добива персоналот на Кумановската болница, нормално и самата болница која веќе нуди таква услуга дава еден повисок квалитет на лечење. А како што кажавме, времетрајањето кое досега многу се губеше во диагностицирање на повредите на сите овие болни или болест треба да се диагностицира, времетрајањето на таа процедура се скратува на минимално ниво. Така да доаѓаме бргу до диагноза, веќе терапискиот третман ќе биде исто многу побрзо решен. Така, кога сме веќе кај теми од здравството, вие како долгогодишен лекар-хирург овде во општата болница во Куманово, за вас сигурно многу значи и за вашите колеги. Вие во она кое што е традиција за партијата ВМРО-ДПМН е поднесување отчет пред граѓаните за сработеното. Во тој отчет може да се забележат доста голем број на инвестиции во областа на здравството, оние кои што веќе се направени, кои што еве и вие ги споменавте, оние кои што доправа следуваат. Може ли еве накратко едно ваше размислување во поглед на дали доволно се инвестираше во здравството изминативе години во Куманово? Еве, неодамна е најавена нова инвестиција, 137 медицински апарати повторно ќе пристигнат во Куманово. Па вака, здравството е една динамична тема која секој пат мора да се инвестира се нешто ново. Технологијата, свесни сте, оди се понапред, се е пософистицирана, така да никој пат вложувањата во здравството нема да бидат доволни. Ние имавме еден период на здравството во Кумановската болница, каде што дојдовме до едно мртвило, каде што апаратурите со кои работевме имаа повеќе музејски вредности него што имаа стручна вредност, меѓутоа благодарение на посветеноста на персоналот, сите тие апарати и опреми функционираа максимално за добробит на граѓаните. Меѓутоа, сите тие вложувања се уште многу малку од реалните потреби што ги има овој град. Значи, апаратите кои беа на времето донесени во Куманово се однесуваа за град со популација од 5-60.000. Град Куманово е веќе 120.000 град, значи имаме веќе потреба
не од специјалистички дејности, туку од субспецијалистички дејности кои мораат да бидат подкрепени со субспецијалистичка апаратура за вршење на тие субспецијалистички дејности и со обука на тој кадар. Значи, медицината оди многу понапред, стандардите се многу повисоки, така да се прати тој тренд каде што добробитот ќе биде на граѓанинот, значи имаме потреба од многу вложување. Сите овие апарати што се најавени за Кумановската болница се однесуваат за период од наредните 4 години. Значи, веќе се најавени, меѓутоа не би сакал да расправам бидејќи додека не излезе програмата, во понеделник треба да излезе званично програмата, што се ќе биде, така да претежно се апарати кои се на барање на докторите и на медицинскиот персонал од самата болница. Значи, пак доаѓаме до онаа, нашите средби со нив, нашите контакти со луѓето, со вработените, за потребите кои се и фактички оваа цела работа произлегува од сите тие контакти за наредниот период од 4 години, што се треба на Кумановската болница да и биде дадено за што подобро функционирање. Така, во исчекување на програмата која што треба да излезе за овие предвремени парламентарни избори, доста голем број на проекти, споменавме, се реализираат токму преку средбите кои што ги остварувавте со граѓаните, меѓутоа еве пред да започне изборната кампања, вие ја продолживте таа средба со граѓаните. Што конкретно побара жителите на општина Куманово? Сепак се одвојуваат проекти и активности, мерки за сите, дали тоа се земјоделците, дали станува збор за младите или пак за пензионерите. Што побара, со какви проблеми се соочуваат? Па пред се, Куманово, тоа сме го многу пати кажале, е град кој на времето беше на индустријски град. Со периодот на транзиција, со криминалната транзиција која се направи во Куманово, ние дојдовме во позиција да во Куманово добиеме една бројка на невработени луѓе која одеше скоро до 27.000. Таа бројка во Куманово е намалена на 18.000 пасивни баратели на работа и некаде околу 9.000 и нешто активни баратели, меѓутоа се уште тоа е за град као Куманово многу голема бројка. Така да главната работа треба да биде проектите во правец на индустријскиот развој. Значи, сега не би сакал многу да зборувам пред да излезе програмата, меѓутоа, значи, акцентот ќе биде во тој правец. Значи, главен проблем за Куманово е економскиот развој. Со акцент на ставање покрај странските инвеститори, кои ги често најавуваме и се бориме да ги доведеме во Куманово, така, зошто еве досега не беше донесено? Куманово е единствен град кој нема странска инвестиција. Така, зошто? Каде беше проблемот да се доведе некоја странска инвестиција? Еве, сведоци сме дека во останатите градови беше донесена една повеќе фабрики, се намали невработеноста, а Куманово не доби ниту една. Па, проблемите заради што не настана, да кажеме, ова лоцирање на некој страни инвеститор во Куманово, пред се лежат во функционирањето на локалната самоуправа. На оваа тема сме многу пати зборувале, има една теза која ја кажувам, Гола ливада не е индустријска зона. Индустријска зона е простор во кој имаме доволен простор за да може да се направи фабрика, простор на кој има решена инфраструктура во смисол канализација, водовод, струја, пат, приклучок на главните комуникацијски врски коридор 8, коридор 10. Значи, таква локација со комплетно решена инфраструктура. Без решена инфраструктура не постои стран инвеститор кој ќе дојде да вложува 5, 10, 20 милиони и кој ќе губи време во решавање на овие административни проблеми. Значи, он мора сето тоа да го има за да може да стартува со правење на некоја странска инвестиција, фабрика и така. Нашиот концепт за делување понатака ќе биде во два правца. Покрај странските инвеститори, за кои се бориме за да се отвори таква тир зона, значи ќе бидат стимулирани и домашните инвеститори кои ќе ги имаат истите права и во тир зоните, пошто еве во Скопје веќе имаме отворени два објекта во
зоните од македонски инвеститори. Значи, ќе се бориме и нашите домашни инвеститори под исти услови да вложуваат и да градат и странските инвеститори на таква една зона. Акцент ќе направиме и за постоечките фирми, кај кои се уште не се некаде завршени стечените постапки, имотноправните односи не се расчистени, значи ќе се забрза тој дел, да се расчистат тие и да преку тендерска постапка на продавање да гледаме да бидат продадени на фирми кои ќе ги стартуваат. Значи, поволностите кои ќе следуваат во наредниот период во програмата ќе бидат да тие веќе постоечки фирми со веќе постоечки локалитети да ги стимулираме домашните и странските инвеститори да влезат во тие фирми и да ги стартуваат. Значи, со подобрување на вработеноста, со намалување на невработеноста, ќе се качи економскиот прак на граѓанинот во Куманово, животот во Куманово ќе почне. Животот за граѓаните на Куманово не се промени вакви или такви, него економски, конкретни работи кои граѓанинот ќе ги види, ќе ги почувствува и бенефитот од сето тоа ќе го има во својот джеп. Така, сепак невработеноста во Куманово е токму најголем проблем што вие го потенциравте и на неколку средби кои што ги имавте изминатиот период. Невработеноста во Куманово, кажавме, перзистира уште од криминалната транзиција, бидејќи Куманово беше стециште на многу големи фирми. Пчеларската индустрија, Кирофетак, фабриката за метални конструкции Искра, фабриката за заварени цевки 11 октомври, значи и ред други фабрики кои има помали капацитети, Кожара, Полет, значи многу фирми каде што во еден период многу работници као технолошки вишоци, као стечајци и останаа на улица. Многу луѓе се снаоѓа, сепак е тоа многу долг период, многу луѓе дојдоа и до пензија, меѓутоа остана една бројка која ќе мора да во наредните мерки ја имаме во обзир за да излеземе пред граѓаните. Сепак граѓанинот покрај ветувањето од сите политичари е задоволен кога бенефитот од сето тоа ќе го има конкретно, а тоа е неговата куповна моќ. Значи кога ќе ја има куповната моќ да може да се почувствува како достоен граѓанин на овој град, на оваа држава, тогаш ќе почнува да верува во кого треба да гласа, на кого треба да му ја даде довербата. Затоа и нашиот акцент е во тие конкретни мерки. Така. Го споменавме договорот од пржино на почетокот од разговорот, сите услови кои што беа поставени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, опозицијата беа исполнети, меѓу кои формирање на специјалното јавно обвинителство. Сепак, според сите аналитичари, ова обвинителство не извршува својата обврска, не извршува на високо ниво кога е во прашање професионалноста, но сепак Европската комисија и во последниот извештај кој што го донесе за Македонија вели дека е неопходно постоење на оваа институција. Како е вашиот став во поглед на оваа институција? Па пред се да кажеме една работа. Прво, тезата за нерегуларности на изборите од 2014 во Куманово паѓа во вода. Граѓаните на Куманово знаат дека 2014 на најчисти, на избори во кои граѓаните својата доверба ја дадоа во град Куманово на ВМРО ДПМН. Значи, избори кои беа мирни, без било какви инциденти, без било какви нерегуларности. Во Куманово партијата ВМРО ДПМН ја доби довербата на граѓаните. Сите тези и спинови кои се пласираа после тоа, те за фантомски гласачи од 500.000, демек толку гласови партијата ВМРО имала, тоа се фантомски гласачи, тоа не се гласовите на граѓаните на Република Македонија. На крај, со завршување со сите тие преговори пржински, дојдовме до истите бројки, до истиот список кој беше од пред тоа. Значи, ништо ново. У целата работа, како една од мерка за решавање на така наречениот криминал од така наречените
сечени, лепени, монтирани телефонски прислушкувани разговори, каде што Република Македонија во еден период беше ставена во позиција на еден воаеризам, да слушаме за многу интими на одредени луѓе, каде што секаде у свет за таква работа следува кривична одговорност, кај нас и тоа се тргна настрана за мир во државата, да се направат едни кредибилни избори, каде што народот повторно ќе каже, како главен суверен во оваа држава, ќе каже кому ќе ја даде довербата за водење на оваа држава. Значи, една од мерките е вештачката творба, која се вика специјално јавно обвинителство, за која граѓаните на Република Македонија веќе се свесни дека уште во својот старт она кредибилност со која што требаше да ја настапи, ја изгуби. За да една работа има кај граѓаните да влее доверба, луѓето кои ја практицираат таа работа мора да имаат кредибилитет. Не може некредибилни луѓе да вршат одговорна работа. Затоа имаме проблеми со специјалното јавно обвинителство. Значи, ние ко ВМРО ДПМН со самото тоа што лидерот на ВМРО ДПМН го стави подписот за формирање на ова специјално јавно обвинителство, за кое ние сите покрај тоа што бевме свесни дека е вон уставна категорија, сите пратеници дадовме согласност да се тој така наречен криминал расчисти и разреши во Република Македонија. Меѓутоа, кредибилитетот требаше да си го гради самото тоа јавно обвинителство. Со сегашните сите афери, каде што сите мерки се спрема една партија, ниедна друга партија не е опфатена со делувањето на ова, веќе кажува кој е смислата на постоењето на овој орган. Ние понатаму ќе даваме поддршка на оваа институција, која на крај треба да излезе и да си одговорно заврши работата доколку има кредибилитет. Така, од 21 ноември веќе започнува изборната кампања. Што конкретно ќе понуди ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија до граѓаните? Сепак мораме да споменеме дека оваа коалиција е отворена за сите етнички заедници овде во Република Македонија. Вака, ВМРО ДПМН има најширока коалиција за подобра Македонија со која настапува во овие избори. Благодарение на двете откажувања до сега, многу делови од програмата кои беа предвидени за програмата за предвремените избори за април, за програмата за предвремените избори во јуни, за програмата за предвремените избори во декември, многу од тие мерки ние презентиравме кај луѓето и веќе се во фаза на реализација. Ке ве потсетам дека и мерката за ласерски операции кај студентите за подобрување на вид беше дадена во јуни месец, веќе помина и законска регулатива и законска обврска. Мерката која веќе беше најавувана уште за предизборната програма за априлските избори, каде што беше најавено покачување за пензиите на нашите пензионери од 5% на крајот од септември за септември, а да ги добијат во октомври. Еве веќе доживеавме реализација на таа работа, а уште избори не доживеавме. И каде што треба да потенцираме и да кажеме дека со ова покачување просечната пензија во Република Македонија сега изнесува 13.700 денари, за разлика од 2005 година, кога просечната пензија излегуваше 7.600 денари. Значи, тоа е еден голем раст за овој 10 годишен период. Многу пати имаме напади дека е тоа малку, се слагаме дека е малку, стандардот сепак е се уште многу низок во Република Македонија, меѓутоа ќе земеме на компарација да кажеме дека во земите кои ја обкружуваат Република Македонија, и Република Бугарија, Република Србија, Република Косово, Република Албанија, процентот на просечната пензија е многу понисок. Во Србија е 150 евра. Во Бугарија е некаде околу 160 евра. Значи, сепак Македонија со 220 евра просечна има највисока просечна пензија во регионот. Тоа е за почит. Значи, сите оние работи кои ни ги негира дека нашиот индустријски развој, кој стапката на индустријски развој на БДП-то што го негира на конкретни работи, на подобрување на економскиот статус на граѓанинот, се гледа дека е реален.
Така, сепак тоа го потврдуваат и доста голем број на позитивни оценки кои што ги даваат институциите во светот, дека Македонија е една од меѓуводечките земји за водење, има најдобри услови за водење на бизнис клима. За разлика од опозицијската коалиција и новите коалиции по мене кои вештачки настанаа за овие предвремени избори, ВМРО ДПМНЕ со коалицијата за подобра Македонија ќе настапи со една конструктивна програма која ќе е најголема до сега, каде што со таа програма ќе застане пред граѓаните и свесна дека после 4-годишен период треба да застане со веќе до сега усталената практика, а тоа е отчет за сработеното. Значи, ние со таа програма не само да ветуваме, ние даваме конкретен доказ на граѓаните преку штампање на таа програма за кој после 4-годишно владење треба да излеземе со отчет за тоа што сме ветиле, што сме сработиле. Значи, до сега праксата на отчет беше присутна кај нас, ние веќе имавме една конвенција за отчетот за сработеното во предизборието за јунските предвремени избори што требаше да се случат, а не се случија, така да сега во овој период на отчет нема да имаме, бидејќи времето е многу кратко, така да ќе имаме конвенција за промовирање на програмата со која ќе настапиме во предизборието за предвремените избори во 11 декември 2016, што ќе биде сега во недела. И од понеделник ќе почнеме со конкретно презентирање на мерките кои ќе се најдат во таа програма пред граѓаните на Република Македонија, каде што граѓаните треба да видат со кои конструктивни работи ќе настапиме во наредните 4 години. За разлика од нас, имаа прилика и во периодов што измина да видат стратегијата на опозицијата дека е деструктивна, преку стимулирање и поддржување на сите оние деструктивни работи што се случува во Република Македонија преку шарената револуција, преку дестабилизирање на институциите во Република Македонија. Фактички тоа беше еден систем на рушење на сите институции во државата. Последна од сите работи беше рушење на системот за безбедност на државата, меѓутоа Република Македонија покажа дека има капацитет, обстоја од сите тие работи и сега, доколку ја добиеме довербата за 63 пратеника во наредниот период, бидејќи лично како граѓани на Куманово, за мене овие избори се референдумски. Покрај тоа се и избори за решавање на суверенитетот на оваа држава. Со ова многу кажувам, кој разбира што сакам да кажам, суверенот на оваа држава е народот, меѓутоа суверенитетот треба да го одбраниме на овие избори. Зошто? Времето ќе покаже. Така, со какви се предизвици граѓаните на Република Македонија ќе се соочат до одржување на изборите? Ќе имаме ли изборна кампања без шпекулации, навреди, манипулации? Нашите очекувања се дека, сведоци се подпишуваат некои конвенции за мирни и фер избори. Ја до сега сум бил подписник на 2-3 такви конвенции и на една во локалните избори 2013, па колку беа честни и чисти, граѓаните нека судат сами, ја не сакам да дискутирам. Ние повторно ќе ставиме подпис за такво делување. Лично за партијата ВМРО ДПМНЕ можам да кажам дека најчесно со чиста мислост, со чиста душа ќе настапиме пред граѓаните за најчесно добивање, за најчесна и најчиста и најкредибилна победа во овие избори, а доколку другата страна делува, имаме сознание дека ќе делува, бидејќи до сега сме сведоци, се настапуваше со некои деструктивни сценарија, со некоја антикампања. Народот е сит веќе од лоши работи во овие 25 години. Поготово граѓаните во општина Куманово. Ја преживеа 2011, ја преживеа 2015. Веќе
мора да се оди со позитивна енергија пред граѓаните. Со позитивна и со конкретни работи кои граѓаните треба да ги почувствуваат во периодот што треба да дојде. Така, покрај анкетите кои што ги прават релевантните институции кои што се бават за мерење на рейтингот на партиите, сигурно и вие како партија спроведувате ваши интерни анкети. Какви се резултатите? Па вака, анкети има. До сега лично не сум запознаен. Точно, бидејќи во исто време слушам имаше повеќе анкети и од страна на опозицијата и од наша страна беа анкети и за пратениците и анкети слушам дека имало и за можните кандидати за престојните локални избори. Не ги знам резултатите, не би сакал да шпекулирам. Од она што званично како член извршен ни е соопштено е дека на анкетите стоиме многу добро меѓу народот, затоа што до сега, како и што кажав, за разлика од нашите опоненти политички, ние сме многу присутни кај народот. Значи, нашите контакти со народот не престанале. Така да, јас се надевам и да не кажам сум сигурен дека и овој пат само може покрај тоа што мислам дека ќе повториме резултатите од 2014, сметам дека можеме на одредени делови да бидеме и подобри. Така, она што неодамна се случи е извештајот кој што го соопшти Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Добивме уште една 8 условена препорака за почеток на преговорите за членство во Европската унија, а условот беше токму одржување на фери демократски избори. Ќе имаме ли фери демократски избори? Покрај тоа што со тие избори ќе се стави крај на политичката криза во Република Македонија, сепак граѓаните ќе бидат тие кои што ќе одлучат и ќе имаме ли конечно Македонија ќе биде дел од она европско семејство? Прво, сите бевме свесни дека со настапување на оваа политичка криза, дека извештајот ќе биде таков, дека ќе биде условен, дека некои многу напредувања немавме, што напротив, имаме назадување на економскиот план, свесни сте, значи за разлика од резултатите кои ги имавме минатите години, веќе во периодот што е позади нас имавме малку на економски план назадување, многу од наши стратешки инвеститори поради ваквата политичка состојба се повлекоа, значи тоа е очекувана работа. По прашање на изборите, овој пат ќе имаме мониторирање, процентот на мониторирање ќе биде многу висок од меѓународните институции, од Европската унија преку ОПСЕ, ОДИХР и сите други невладини организации кои ќе легитимитетот на изборите ќе го пратат, дали ќе има нерегуларности, ќе нема регуларности. Меѓународната заедница као медиатор е гарант дека овие избори треба да бидат кредибилни. Јас се надевам дека сето тоа ќе помине во најдобар ред и дека Република Македонија и граѓаните на Република Македонија ќе снајдат сили и најодговорно, сваќајќи си ја својата функција во овој систем, на 11 декември ќе излезат и ќе го дадат својот глас за она партија која нуди напредок и позитивен живот во Република Македонија. Значи, економски раст во Република Македонија, безбедност на граѓаните, напредок во сите сфери и на сите полиња. Така, господине Ѓорѓиевски, благодарам за одвоеното време и за овој разговор. Јас се надевам, еве ние како медиум, дека ќе имаме фер изборна кампања без шпекулации, навреди и манипулации, дека конечно после 11 декември Македонија ќе се врати на стариот пат на кој што веќе и тргна. Благодарам, благодарност до вас, до гледачите на телевизија К3. Овие денови почесто ќе се гледаме со граѓаните, ќе слушаме и за нивните проблеми и за оние работи кои благодарение на сугестиите од граѓаните ние ги преточивме во програма, така да во периодот од 21 натака ќе имаме многу почести средби каде што ќе можеме да разговараме за сите работи. Така, ќе имаат можности тие да ви се обратат повторно. Да, благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој разговор. Во вечерашното издание во Фокус разговараме со Зоран Ѓорѓиевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и кандидат за пратеник токму од ова партија во изборната единица 2. Тоа беше се. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатна вечер.